Добар ден до сите ученици од 6 оделение. Моето име е Жарко Алексовски, предавам во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковци. Денеска ќе ви презентирам онлайн лекција по предметот Географија за 6 оделение. Под новата тема воздушна обвивка на земјата или атмосфера, наред ни е лекцијата за воздушен притисок. За да успееме да ја реализираме оваа лекција, ќе ви биде потребно пенкала, тетрадка и барометар. Барометарот е направа која служи за мерење на воздушниот притисок. Ако сте подготвени, може да започнеме. Додека ќе ја читате оваа лекција, ќе треба да научите дека воздухот со својата тежина врши притисок на сите места и тела на земјата, да знаете за различниот воздушен притисок на земјата, да ги објасните причините за појавата на високиот и нискиот воздушен притисок, да знаете како се мери воздушниот притисок. Воедно ќе ги користите и следниве поими: воздушен притисок, атмосферски, нормален притисок, висок и низок воздушен притисок и изобари. Воздухот, како и сите останати тела и материи во природата, има своја тежина. Со таа тежина врши притисок на сите тела на земјината површина. Овој притисок населението го нарекува воздушен или атмосферски притисок. Тој притисок луѓето не го чувствуваат, меѓутоа со соодветна направа можат да го измерат. Еве тука на првата слика имате направа со која се врши мерење на воздушниот притисок. Втората слика може да видите притисок кој што луѓето го чувствуваат при летање со авион големи надморски височини. На земјината површина се јавува различен воздушен притисок. Големината на воздушниот притисок најмногу зависи од температурата, влажноста на воздухот и надморската височина. Водената пара е полесна од сувиот воздух, па затоа кога воздухот има повеќе водена пара или влага, тој притисок е помал. Исто така, и со зголемување на надморската височина, воздухот е се поредок, а поради тоа и притисокот е помал. Значи, при искачување на планина до височина од 1000 метри, атмосферскиот притисок опаѓа на секои 11 метри за 1 мм. Од 1000 до 2000 метри опаѓа на секои 12 метри за 1 мм. Значи, со зголемување на надморската височина, воздухот станува поредок, полесен и врши помал притисок. Затоа велиме дека воздушниот притисок е помал. Следно ни е за нормален, висок и низок воздушен притисок. Ако воздушниот притисок изнесува 101.325 паскали или 1013 милибари, овој притисок се нарекува нормален воздушен притисок. Ваков притисок има само над површината на морето на 0 степени надморска височина. Сега, секој притисок што е поголем од овој нормалниот се вика висок, а помало од нормалниот се нарекува низок воздушен притисок. Тука на првата слика може да видите како времето е сончево, тогаш воздушниот притисок е низок. Втората слика, ако времето е врнежливо и облачно, воздухот е потежок и погуст, и воздушниот притисок е повисок. Значи, ова ви е приказ како влијае температурата врз воздушниот притисок. Ако имаме убаво и сончево време, воздухот е полесен, поредок и воздушниот притисок е низок. Кога времето е врнежливо и облачно, воздушниот притисок е повисок. Како се мери воздушниот притисок? Значи, воздушниот или атмосферскиот притисок се мери со правата барометар. Еве тука на сликата може да видите како изгледа
еден барометар. Барометарот е составен од сталак и стаклена цевка, која во долниот дел е свиткана нагоре, проширена и отворена, а во горниот дел е затворена. И доколку притисокот е повисок, живата на овој барометар се искачува, доколку е низок, таа се спушта. Што се изобари? Изобари се криви линии кои поврзуваат места со ист воздушен притисок на земјината површина. Доколку пак имаме нееднаков притисок, се јавуваат појави како циклони и антициклони. Подолу на сликата може да видите како изгледа на појава на циклон. Сега тука треба да го стопирате ова видео, да ги напишете овие 6 прашања во тетрадка и да дадете соодветен одговор. Што подразбирате под појмот воздушен притисок? Кој воздух има поголем воздушен притисок, топлиот или ладниот? Знаете колку изнесува нормалниот воздушен притисок? Од што најмногу зависи промената на воздушниот притисок? Со што се мери воздушниот притисок? И што се тоа изобарни карти? Ќе ја прочитате лекцијата, ќе ја гледате оваа видео презентација и ќе дадете соодветен одговор на овие 6 прашања и потоа ќе ги презентирате пред вашиот наставник во соодветното училиште. За крај од ова, како и сите останати лекции, имате нешто што е незадолжително, меѓутоа служи за оние кои сакаат да научат повеќе или ги интересира да научат повеќе. На височина од 5500 метри атмосферскиот притисок за половина е помал од притисокот над нивото на морето. На изобарните карти најчесто се прикажуваат средните изобари во најладниот месец во годината јануари и најтоплиот месец јули. Циклон е област со низок воздушен притисок, кој од сите страни окружен со висок воздушен притисок. Антициклон пак е област со висок воздушен притисок, кој од сите страни окружен со низок воздушен притисок. На земјината површина постојат појаси на постојани циклони и антициклони. Тоа, драги ученици, би било се од денешнава лекција воздушен притисок. Се надевам дека мојава презентација ќе ви помогне за полесно да ја совладате оваа лекција и за полесно да одговорите на прашањата кои ќе ви бидат за домашна задача. Ви благодарам за одвоеното време и сакувам пријатна работа.